Почитувани, владата на СДС во 2023 година донела измени на правилникот за одгледување на канабис за медицински цели, која е во спротивност со законот кој го регулира ова прашање. Во член 2 на овој правилник, СДС си додале дека канабис може да се одгледува на отворен простор, површина или земјиште, додека во постоечкиот закон и стариот правилник јасно е утврдено дека канабис за медицински цели може да се одгледува само на затворен простор. Со овој подзаконски акт, владата на СДС дозволи марихуана за наводни медицински цели да се произведува на нива. Вака произведениот цветот канабис не ги задоволува GMP нормите, што значи дека во понатамошниот процес на производство и екстракција, маслото од канабис не може да биде ниту лиценцирано, ниту да се најде во промет за медицински цели за тешко болните пациенти. Овие измени на правилникот не се случајни, туку истите се направени со умисла, затоа што владата на СДС, начело со Зоран Заев и Венко Филипче, се познати по бизнисот со марихуана. Сите паметиме кога во 2020 година Заев и Филипче сакаа да донесат закон за целосна легализација на марихуаната, со што Македонија сакаа да ја направат светска туристичка дестинација за уживателите на марихуаната. Откако ова не им успеа, се дадоа на масовно издавање на лиценци за медицински канабис на лица блиски до кланот Заеви и до Филипче, со што драстично се зголеми бројот на лиценцирани компании во Струмичкиот крај. Сомнежите и индициите за криминалот со дрогата водат кон Заев и Филипче, како што е заплената на 30 тони марихуана од фирма во Струмичко Ново село во собственост на човек близок на Заев и Филипче, поранешен функционер на СДС. Наместо да молчат, ги повикуваме да одговорат дали свесно, со умисла и по нивна насока се направени измените на правилникот кој е во спротивност со законот за медицинска марихуана, со крајна цел продавање на канабисот на црниот пазар. Дали поради ова е паниката кај Заев и Филипче, која резултира со нејасни реакции и итни упатувања кон Грција за одржување меѓусебна средба и координација. Во следниот период ќе бидат испитани сите фирми со лиценца за медицински канабис. Кој работи согласно закон ќе продолжи нормално да функционира, а кој работи нелегално ќе одговара. Ред и одговорност мора да има. Јавното обвинителство да почне со работа и овие сомнежи и индиции да ги истражи до крај. Ви благодарам.